расположение од нова година, не знам за вас. Што да ви кажам, освен дека сакам да ви посакам среќна нова година. Влеговме веќе во 2025 година, вака гласно кога ќе кажам 2025 ми изгледа навистина многу, но да сме здрави, живи, да сме среќни. На сите вас гледачите и односно од онаа страна на екраните ви посакувам навистина добро здравје, ви посакувам многу среќа, ви посакувам многу успеси во секое можно поле од животот. И се разбира, она што пред се најмногу го посакувам е да завладее малку и мир, и љубов, и слога помеѓу сите нас, помеѓу луѓето. Доста беше она човек на човека е волк. Тоа е што се однесува до моите желби. Инаку, ово издание на Фидбак ќе биде малку поразлично, бидејќи сакавме јас и мојот драг колега Љупчо, односно DJ Брик, да си направиме една топ листа, една музичка листа, каде што ќе си слушаме добра музика. Нели, празници се уште, ни се ближат и големите празници од типот на Бадник и Божик. Тоа се навистина едни прекрасни празници кои што сите ние сакаме да ги славиме заедно со нашите најблиски, со нашата фамилија, со нашите роднини и така натаму. Така да претпоставувам дека оваа музика ќе дојде како кецна десетка, што би се рекло, и дека ќе уживате во сите оние видео спотови, видео записи и музика која што јас и Љупчо ја одбравме токму за вас. Нема да должам многу, си одам кај Љупчо. Љупчо, чувај се, доаѓам. Добре дојде. Ај, вака ние се звукнеме и да си се среќна нова година. Да си ми здрав и жив. И на тебе на сите дома, на домашните. Се надевам дека добро помина за нова година. Одлично, одлично. Еве, уште сте подачња. Тие се неизбежен. Мислам дека се неизбежен дел од овие денови, посебно пред нова година, после нова година. Така да секогаш ќе ни опростат граѓаните и гледачите дека можеме некогаш да видиме и со малку потемни кругови околу улиците. Ама важно, позитивни и насмеани. Без тоа ништо. Не можам дема да си знам. Сега вака, бидејќи до сега те представав како мој колега, овој пат може би сакам да те представам како мој гости, може? Може. Или да си бидеме гости еден на друг, може? Па може и така. Може и така. Јас тебе, ти мене прашање, па да видиме како ќе испадне овој фидбек. Имено, веќе им споменав на гледачите и знаат со што се занимаваш, знаат дека диџејството е твоја љубов, дека редовно живееш со диџејството. Знам дека стоматологијата е исто така твоја љубов и дека и на тоа поле веќе се заокружува процесот, што е навистина важно. Но би сакала да ги поставам оние прашања кои што им ги поставувам обично на гледачите и да тебе те запознаеме од малку поинако пало, може? Може. Исто и тебе да те запознаеме од поинако. Ке ми ги поставуваш и мене? Зашто да не? Не фати, неспремна. Да знаеме нешто и за тебе. Ајде, да речеме, првото прашање би било без што не можеш да си го замислиш денот? Искрено, без кафе и чај. Тие две работи ми се... Чекај, ги пиеш паралелно и кафе и чај или? Не, или кафе или чај, зависи од саба, или нешто мора да биде, некој топол напиток мора да има. Тоа ми е за старт на денот. Така се, истото прашање важи и за мене да си го одговорам. Да си го одговориш исто. Реално да. Без кафе дефинитивно, без музика би рекла јас, бидејќи секогаш станувам прво нешто што правам е пуштање музика. Нормално гушките на мојот син Дион, кој што секогаш ме гледа, па ајде сега и да го поздравам вака јавно и гласно. Некако така се полнам со енергија и можам да си го започнам денот. Само знаеш што ми фали некогаш? Мир. Тоа јас го правам од саба, еле. Мир, да станеш. Ни музика, ни ништо. Да станеш, едноставно да си го испиеш кафето онака на тенане, на рад, сам со себе, со своите мисли. Да ја слушаш тишината. И да ја слушаш тишината. Да. Некогаш и тоа ми фали. Тоа е исто убаво. Ајде вака, бидејќи пушташ музика насекаде, дали повеќе би одбрал денска или ноќна шема? Односно денска журка или ноќна журка? Па, и денските стварно не се лоши. Меѓутоа, публиката, луѓето се секогаш навечер порасположени. Не знам зошто. Се излегува со таа замисла, знаеш дека треба да си поминам супер, навечер сакам да се опуштам и слично. Па искрено веројатно и јас би ја одбрала ноќната журка со оглед на тоа дека дење нема многу време.
гледаш колку и се работи, и со обврски, и растрчани натаму, така да, ако треба да одберам, дефинитивно ќе одберам. Има и две варијанти на ноќне. Ајде, тоа се? Има од 20 до полноќ, од 20 часот до полноќ и од полноќ до раните Добро утрински прашање, часови. браво, Кој е добра повеќе констатација. Па искрено јас Или сега двете веќе на заедно? овие малку повозрасни години, бидејќи не сме деца, Да. можеби ќе одберам варијантата од некаде 21 часот, да речеме, дока и Така. еде. И после се одам дома. Може. 21, точно јас Од- диџејски од 20 дека тогаш Така. се спремам. Ти си од 20, јас од 27, ќе дојдам да те слушам, на пример. Да. И потоа да си продолжам некаде до... Еве, ми се закачи ова, нешто значи, должам нешто. Не. Тебе да не ти должам нешто. Сега за сега не. Добро, ајде одиме понатаму. Што најчесто те вади од такт? Со враќава во последно време во Скопје. Значи ужасен е. Едно време имаше rush hour, Се знаеше, од 3 до 4. Да, и Сабајле имаше од 7:30, да речеме, до 8:30. Имаше исто така. Сега веќе не се знае кога е rush hour. Сега е Се служи. цело време, значи страшно. Тоа моментално највеќе ме вади од кожа и првото нешто негативно што ќе го примам, првата негативна енергија ми од Сабајле, таа која ќе излезам. Апсолутно се служувам. Овој Јас, на човек. пример, бидејќи живеам од другата страна на Телма, да речеме, додека дојдам до Телма, па јас мислам дека ми треба 1 час да планирам претходно за да можам да Да. стигнам. Затоа што не се стигнува. Веќе не знаеш кога да планираш. Ќе стигнам од Скопје до Гостивар побрзо отколку што ќе стигнам Да, од Скопје од центар до Телма, да Точно, речеме. точно. Тоа е тоа. Добро, тоа ме вади од так дефинитивно, би го ставила и јас како една од работите што Има, да. што не ми се допаѓа. Еднаш го направивме муабетот од типот на дека не можам веќе да поднесам лажни луѓе, лажни пријателства, лажни не знам ни како да го објаснам На тоа тоа. со Кате Шехтанска баш го Во зборевме, првата се сеќам. емисија го Поздрав до зборувавме. Кате. Поздрав, да, и до сите наши гости кои што продефилираа во 2024 година. Голема благодарност, бидејќи фидбек нема да е фидбек без нив, се разбира. Да. Тоа е тоа што би сакала во 2025-та себе да се заштитам, нели? Од лажни луѓе, од лоши ситуации, од негативна енергија и така натаму. Точно. Па да работиме на И тоа е случај. едно од работите дефинитивно. Нема, јас и ти сме слични, нема тука што. Сега, ти си диџеј, меѓутоа дали преферираш кога ти би сакал да слушаш диџејска музика или жива свирка? Искрено? Искрено. Знам дека ќе те погодам. Јас сум човек што многу почитува музичари и бендови. Добро. Така да повеќе сум за живата музика, за бендовите. Во принцип и тоа што го пуштам е жива музика, снимена во студио со вистински инструменти, не е компјутерски Не е направена. компјутерски. Да. Така. Така да повеќе сакам, повеќе уживам јас лично на бендови. Мада има и диџеи кои што стварно се одлични кај нас. Апсолутно. Не можам да ги редам, има стварно доста добри диџеи. Има навистина добри диџеи, меѓу кои што си еден од нив си и ти, се разбира. Фала. Што знам јас што да кажам, можеби повеќе намечер кога излегувам каде што има диџеј. Да. Ретко каде што има жива свирка, меѓутоа апсолутно би ми било добро да слушнаме некоја жива свирка, затоа што тука ја гледаш, ја чувствуваш енергијата на музичарите, енергијата на публиката и некако дава посебен Па и смек. гитарата кој ќе трзне, она кој ќе некоја дисторзија така убаво ќе крева некоја убава енергија. Не знам, јас стварно почитувам повеќе жива свирка. музика, стварно. Која е за тебе, бидејќи е сабота, која е за тебе идеална саботна вечер? Како би изгледала идеална саботна вечер? Луѓе со минимум 5 чашки алкохол. Добро. Добро расположени. Ние требаше да пуштаме, ама не смееме пред екраните. Тука на телевизија сме сега. Така, добро расположени луѓе. Да не биде многу светло, тоа е исто дел. Да нема вака рефлектори. Нели разговаравме кога дојдов тука првиот пат. Да нема вака рефлектори. Научи сува потемно, со поопуштен сите луѓе се поопуштени. Така да тоа е за мене идеално. Само да играат луѓето и да пеат и да бидат среќни. Се служувам и јас. Убаво е и да излезам со пријателки, никогаш е убаво
Што знам некоја саботна вечер да си поминеш и дома покрај телевизор со пуканки, со Netflix, кога си изморен, не може стално. Искрено тоа ми фали да највеќе. излезеш. Така е. Кажи ми, повеќе сакаш зима или лето? Лето, јас сум дете во септември родено, така да лето си го сакам највише. Да, Мада и пролета ја сакам. Јас сум пролетно дете. Да. И јас сум во март И родена. пролета е убава, само зависи која пролет, веќе не знам како изгледа пролет. Последниве неколку Гледаш години, како што немаме зима, така немаме ни пролет. Летото веќе почнува во август. 300 чуда се испослушаа. Кога излегуваш надвор, пиво или вино? Ниедно. Од тие две. Виски. Виски или водка? Не, виски или ако сум во кафана, ракија. Значи тие две ми се... Чи жестоко, нема тука што. Да се знае кој е маж во куќа. Си почитувам традиционалната наша пијачка, мислам. Супер, чекај ја само што да те проверам што ни е спремно. Одлично. Добро е. Да. Одлично, морам да признаам, Брик ми е навистина веќе добар пријател. Ние се запознавме пред емисијата, меѓутоа, знаеш она кога кажуваат дека кога колегите стануваат како дел од фамилија, тоа навистина многу значи. Воедно тука ќе ги поздравам и сите оние наши драги луѓе кои што работат и зад камерите. Ќе ги поздравам, така е. Ќе ги поздравам и продуцентот, и режисерот, и организаторот, и сите оние луѓе кои што едноставно без нив оваа емисија немаше да биде возможна, така да едно срце за сите нив. Нема да должиме многу, ние си кажавме вака некој лав муабет, меѓутоа, бидејќи се празнични денови се уште, би сакала да напоменам дека со Брик си најдовме, односно си направивме една плейлиста, македонска плейлиста. Дали ќе уфрлиме некоја странска, ќе размислиме. Една домашна плейлиста каде што ќе се обидеме да ве расположиме, ќе се обидеме да го подигнеме вашето расположение, се разбира, и да уживате, односно да џускате по дома. Така да останете со нас. Како микрофон, там. Ете, некако, јас ви кажав дека сум новогодишно расположена. Ова убаво елкиче сакам да ти го подарам тебе. Да си го однесеш дома, се уште ни е украсено. Ке се израдува жена ми. Ете, може. Поздрав и до сопругата, која што знам дека ти е верен и гледач и поддржувач. Да. И така и треба, и никако поинаку. Да. Ете така како што напоменав и на самиот почеток, овој пат фидбек го гледате во малку поразлично издание, односно јас и Брик сме си сами своји газди, кој како нас. Кој како нас, така? Уште еднаш да си пукне. Рековме дека ова 2025 година, бидејќи се уште е празнично расположение, решивме да ве расположиме со малку музика и со се она кое што апсолутно оди во корист на ваше добро расположение, а бога ми на наше добро расположение. Кажи ми, Брик, ќе слушаме македонска музика? Македонска музика, да, па си ја почитувам јас доста нашата. Мислам дека е ред покрај сите оние турбо фолк наезди, што би се рекло во Македонија, да послушаме малку и македонска музика. Да излезе од мода веќе тој турбо фолк, пошто Аман. Доста беше, се сложувам. За почеток, еве од она што е најново на македонската сцена, на македонската музичка сцена, прво што ќе ја слушнеме е номерата "Заиграј со мене ти" во изведба на Александар Дац и Виолета Томовска. Мора да признаеш дека е интересна комбинација. Одличен ремейк, како да го наречам, на песната. Мене многу ми се допадна. Супер. Ајде ќе ја слушнеме и заедно. Јас морам да признам дека не сум ја чула, меѓутоа ќе ја слушнам сега и ќе одлучиме заедно со гледачите дали ни се допаѓа или не. Значи, ги слушаме Александар Дац и Виолета Томовска со "Заиграј со мене ти".
otvori mi, zaigraj sa mene ti i ljubav podari mi. Tajno me ljubiš, tajno te ljubav, sretni sme jas i ti. Tajno me ljubiš, tajno te ljubav, zvezda si moja, ti najsvetlosna. Života znaješ kratok je, site svedene su trene, ali so mene ti zaigraj, zapej, ne plaši se. Života znaješ kratok je, site svedene su trene, zaigraj, zapej, ne plaši se. Zaigraj so mene ti i srce otvori mi. Zaigraj so mene ti i duša razgali mi. Tajno me ljubiš, tajno te ljubav, sretni sme jas i ti. Tajno me ljubiš, tajno te ljubav, zvezda si moja i najsvetlosna. Život znaješ kratok je, site svedene su trene, ali so mene ti zaigraj, zapej, ne plaši se. Život znaješ kratok je, site svedene su trene, ali so mene ti zaigraj, zapej, ne plaši se. Морам да признам дека одлична numera. Не знам, Брик, дали тебе ти се допадна? Одлична numera. Не очекував една ваква numera, односно морам да признам една ваква комбинација пред се. Комбинацијата е одлична. Титка Виолета Мислам дека Томовска. се створени едни за други. Да, го имаат тој момент тројцата на така една взаемна староградско. Со оние нивни и виолинчиња и се што треба. Одлично, ќе си продолжиме понатаму. Еве ќе направиме еден малку поразличен скок, би рекла, можеби и на генерации и на се. Морам да признам дека многу ги сакам и ги почитувам Дупер. Дали си ги слушали, дали ти се допаѓа? Одлични дечки, пријатели сме и со Илчи, со Борис, поздрав до двајцата. Одлични млади артисти, се надевам само дека ќе продолжат со работењето, со правење музика, пошто се одлични стварно. Многу се, знаеш што ми е интересно кај Дупер, што се многу специфични и досега немам слушнато во македонската музика таков тип и на ритам и на на пеење. Пеењето е многу специфично, секоја чест. Се мислевме која песна да ја одбереме, мора да ја признам, затоа што имаат навистина голем број на видеозаписи на песни, но сепак одлучивме да ја пуштиме нивната последна песна. Станува збор за Дупер и со тебе не гледам саат. Ги слушаме Дупер. So te que me gled on side, baby. You used to know, baby.
кажи да. Пак е се назърдам дур, замислиш да му сум секогаш. Знаеш самата, ти нема замена, си знаеш самата. За тебе не гледам зад, baby, и оставам да бида цяла нощ за нас. Тебе не гледам зад, baby, и оставам да бида цяла нощ за нас. Немаш друг, що те чита, дай ни магията не е иста, ти знаеш, я знам. Полека, не бързай, нема край. Вечерок е кют и ме, не кем да зборувам. Нема да заспиям, нема да сунуваш. Со секој поглед сакаш да останам, со секој добир да те откријам. Предпоставувам дека многу ви се допадна Дупер и видеозаписот е навистина интересен. Лифтот е посебна приказна. Види, во лифт се што може да се случи, гледаш? Па дури љубов како што им се случи на овие двајца во видеозаписот. Добро, продолжуваме, како што рековме, скокаме нели и време, и простор, и се живо и диво. Да. Ајде, тебе ќе те оставам да ја најавиш која е следната номера. Па, една од песните што најчесто ја пуштам кога почнувам со домашната музика, нели? Во мојот сет секогаш има и домашна музика. И одлично се забавуваат луѓето веќе со години на таа песна. И таа е безвременска песна. Временска машина од нокаут. Да, браво, за ова имаш едно буксче. Временска машина, нокаут се да, апсолутно одличен бенд, не смееме да ги заборавиме во оваа нова 2025 година. Се надевам дека ќе продолжат и понатаму да прават добри numeri и да бидат дел од она македонско музичко наследство. Ќе ги слушнеме со, како што напомена и ти, со една постара numera, Временска машина. Рижија, може, ги слушаме.
одлична номера, мора да признам. Не расположи. Мене ме разигра. како не, секогаш. Така е. Сега, кого друг не смееме да забораваме и во оваа нова 2025-та, оставил навистина голем трак со години наназад. Калиопи? Нашата Калиопи, нашата дива, нашата кралица на македонската музичка сцена. Глас кој што апсолутно никако не сме да се потцени. Глас со многу октави, енергија, немам зборови. Прекрасна енергија. На почетокот, уште кога започна од Бато, Бато може би ми е една и од умилените песни кои што сум ги слушнала од Калиопи. Имаш ли ти умилена песна од Калиопи? Ова сега што ќе ја пуштиме, искрено. Да, некако често ја пуштам и таа. Некако и ми повлија да ја пуштиме таа песна. Следна на нашата плейлиста е Калиопи со Дали ме сакаш. Секаде на светот и сум видела баш се, но искрен лаж го како тебе нема никаде. Да има само една звезда на небо, ти би створил пет. Се што возможно ти правиш, право чудо е. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека ти лажеш, сам си веруваш. За некој ти болна мана, но за мене прав си цвет. Да се смејам, дур те слушам, дур го превртуваш цел свет. А можда не си право злато, но имаш голем шарм и стил. А и не би било интересно кога искрен ти би бил. О, да! Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. И колку добра песна. Можеме и пејачи да станеме, знаеш дека? Ја за тоа тешко. Ова продуценти, режисери нека гледаат, нека пратат дека можеме да бидеме и пејачи. Јас малце потешко, ти можеш, јас. А зошто? Баш добро ме пратиш. Се трудам. Кажи ми пред да продолжиме понатаму, еве како некаков рез помеѓу номерите. Кога ја пушташ музиката, затоа што знам дека можеш да пуштиш и српска музика, и македонска музика, странска музика, она твое ретро кое што секогаш љубиш да го пушташ. На што ти најчесто реагираш, а на што и дали твојот вкус се поклопува со вкусот на публиката? Тешко прашање, искрено. Не, ајде вака би сакала. Дали го пушташ тоа што тебе ти се допаѓа или сепак сакаш да ја удоволиш на публиката на која што пушташ музика? Јас обично на почетокот си го пуштам тоа што мене ми се допаѓа, додека луѓето ја пијат првата пијачка. Понатака веќе гледам на гостите да им угодам нормално. Мада веќе со тек на време почнав и јас да уживам во тие песни, пуштајќи ги, така да... Добро, треба да се угоди на публиката, дефинитивно, меѓутоа убаво е кога ти е и тебе убаво додека ја пушташ музиката. Веќе ми е убаво. Супер. Добро, следен на листата кој што го одбравме заедно со Брик, треба да се запише во македонската поп сцена, е Лозано. Владко Лозановски Лозано, кој што има навистина огромен број на numeri, има огромен број на видеозаписи. Се мислевме која песна да ја одбереме. Кажи која песна ја одбравме. Па само јако. Само јако, значи во новата 2025-та, бидејќи ви посакуваме се да оди како подмачкано, и јако, и силно, го слушаме Владко Лозановски или Лозано со јако. Уживајте.
do mene, a baš bi sakal da si tu ka sekoj dan. Ti si pouvala od son, među ženi milion, a сега ljubi me i gušni me jako, jako. Skrši me kako staklo, ljubi me, samo ti znaješ kako. Gušni me jako, jako. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Ljubi me i gušni me jako, jako. Skrši me kako staklo, ljubi me, samo ti znaješ kako. Gušni me jako, jako. Sunce zaođa i more to se branuva. Ti si pouvala od son, među ženi milion, a сега ljubi me i Gušni me jako, jako. Еве, може ли јас и ти вака да си ги гушнеме сите? Вака. Си ги гушнеме сите наши гледачи. Да. Ви благодарам што сте тука, ви благодарам што постоите, бидејќи се разбира дека ние нашата емисија ја правиме токму заради вас. И фидбекот што го имаме практично од вас и од тоа што го добиваме од ваша страна во вид на коментар, во вид на позитивна, негативна критика, каква и да е, ви благодариме на вистина. И сега продолжуваме понатаму со уште една од поновите numери кои што се вртат и по македонските радија, и по македонските телевизии. Станува збор за Мишел Трајковски и Јана Стојановска. Да. Исто една интересна комбинација, би рекла малку необична комбинација. Еден од најдобрите хармоникаши на Балканов, ќе кажам, не во Македонија. И Јана Стојановска, да, од глуми... Се гледа дека глумците знаат да пеат. Да, дефинитивно. Ќе ги слушнеме, значи, Мишел и Јана со песната Весник. Во рака држам весник стар, стар, колку и трагава. Датумот на страната ме подсветина. Безпредсказливо мисливе, можам весник да напишам. Одново во ново време да те запознам. Не љубе секој што љуби.
što posledno mi reče da te zaboravim. Ne ljubim se koji što ljubi, ne tažem se koji što gubi, sve koji ima tatu što boli, tažem spomen što nemir budi. Ne ljubim se koji što ljubi, ne tažem se koji što gubi, sve koji ima tatu što boli, tažem spomen što nemir budi. Ne ljubim se koji što ljubi, ne tažem se koji što gubi, sve koji ima tatu što boli, tažem spomen što nemir budi. Jedno leto polno sa ljubov, polno taga srce čuvam, tamo si ti i tebe te čuvam, sve koje leto vo sonce budam, tamo si ti i tebe te čuvam, sve koje leto vo sonce budam. Продолжуваме понатаму, си се враќаме ние во студиото, нормално расположени, не го видовте само Брик како се разигра тука во позадина, ама штета што камера не го фати, ама јас те фатив и имам доказ со мобилниот телефон. Така да ќе те уценувам со тоа. Чуе приватно. Може и така. Со што да продолжиме понатаму? Ајде нешто за малку помладата генерација. Да, од помладата генерација би го извел Паја како одличен артист, значи кој што знам, он е и музичар, вака не само вокал, не е само пеач, се бави со малце повеќе со музика. И што знам, свежа крв, баш ми се допаѓа. Да, Пајак е добар, има еден одличен дует со Лара. Да. Бела им се вика. Хитиште песната. им беше песната. Хитиште. Дури ако не се лажам, мои пријатели, другари од Србија и слично, викаат Пајак и Лара, Бела, ја пеат наизуст, викам, добре, значи стигнало и до нашите соседи. Беше и по TikTok популарна. И по TikTok беше популарна. Ништо, да ги слушнеме тогаш Пајак и Лара со Бела. Ale lale lale lale, ej, ja. A slatka si koga si nervozna, po duša gnev i nevolja, se ljuti bara u tega, te ubita ljubomora. Ko Adam sum i ne možem da izdržam, a da ne probam, bo ti je uzni bela, moja bela bela, ne ne ne, a ne ne ne, pak i natera le le le, a ne ne ne, a ne ne ne, za tebe pak ja pravam se, a le le le, bukaju me ne rani me, na telo tragi od tebe, moja bela bela, moja bela si za se kogaš. Dali su mjesta što ti bude očaj strast, neka čujat si te na glas, neka ti si moj od spas. Paget zvezdi nakve na nas, ili da želbi na jedan plan, ti da si moj za se kogaš. To je to što go praviš namerno, to, jaz po tebe tragam uporno, to, pak me lažeš iskreno. Sada srce kameno. A slatka si koga si nervozna, po duša gnev i nevolja, se ljuti bara u tega, te ubita ljubomora. Ko Adam sum i ne možem da izdržam, a da ne probam, bo ti je uzni bela, moja bela bela, ne ne ne, a ne ne ne, pak i natera le le le, a ne ne ne, a ne ne ne, za tebe pak ja pravam se, a le le le, bukaj me ne rani me, na telo tragi od tebe, moja bela bela, moja bela si za se koga. Мислам дека Пајак и Лара го вжештија. Да. Ја вжештија атмосферата и во вашите домови.
Ние си продолжуваме понатаму, се разбира, значи имаме македонска кралица, но имаме и македонска принцеза што се однесува до музиката. Знаеш ли која е таа? Предпоставувам Каролине. Наша Каролайн или Каролина Гучева, која што до неодамна имаше настапи низ Германија, се врати од Германија, предпоставувам дека има добро искуство од таму, но ќе ја донесаме во фидбек, па ќе ја распрашаме. Да, зошто да не? најубаво така ќе да знаеме. Ќе пуштиме една нејзина малку постара numera, се вика Хипокрит. Така е, баш Доста барана од женската публика. Доста барана од женската публика. Зошто? Заради тоа што текстот е таков каков што е, а ќе го чуете. Така да ја слушаме Каролина Гучева со Хипокрит. Пушта кај мене доаѓа, ми кажува колку тој силно ме постакува. И да не се сомневам, јас во него. Но денеска чудно се однесува, на тук парфем ми мириса, се јавува на некој непознат број. Мислам дека нешто крие, крие од мене. По сите години што ми ги потроши, само открив ти си хипокрит. Без тебе јас ќе преживеам, ќе видам посекна, а ти оди си. Ја слушнавме и Каролина Гучева и некако кругот ќе го затвориме со Меморија и Дирлада. Тој ни беше изборот. Да. Дали беше на нивниот последен концерт? За жал не бев, затоа што јас не можам да отидам на ниеден концерт. Да, некогаш, поготово вака кога ги прават пред Нова година, а ние сме зафатени со милион други обврски. Но сметам дека направивме добра плейлиста, се надевам дека уживавте во неа. Тоа беше онака некако од рака што ни тргна. Ајде да ги фатиме сите генерации, да пуштиме од сите генерации, да не ги заборавиме најважните. Тоша секако нема да го заборавиме, меѓутоа бидејќи го пуштивме во неколку претходни наши емисии, затоа овој пат го скокнавме. За крај ќе пуштиме Меморија со Дирлада. Се
ке пробам. Љубовта, Јорго, нема граници. Се чудам и не се препознавам. Од вести чекам глас да дознам. Да речат не по грчки да. Одирла да, дирла да, да. Дирла да, јас одам Скопје, Атина. Да ја видам мојата Евгенија. Дирла да, јас одам Скопје, Атина. Само не знам дал ке минам граница. Дирла да, јас одам Скопје, Атина. Да ја видам мојата Евгенија. Дирла да, јас одам Скопје, Атина. Само не знам дал ке минам граница. Money talks, dirty cash, I want you, dirty cash, I need you. Овде ако кликнам, кој знаеш што ќе направи? Ништо? Нова го пипнеш ќе се случи. Овде. Cash, I need you. Што добра музика. Ете добра музика на крај. Пушти. Пора да завршиме како што треба. Ние си слушавме македонска музика, се разбира, меѓутоа убаво е нели вака сега познати numeri од времето. Да. Што да ви кажам друго, освен дека имавме навистина прекрасна емисија, каде што со Брик заедно си се забавувавме. Едноставно така одбравме да оваа емисија биде од таков тип, да малку ве одмориме и вас, да се изнаслушаме добра музика, се разбира. Се надевам дека уживавте во изборот на македонска музика. Имавме Лозано, имавме Каролина, имавме Калиопи, имавме и постари Дупер, и постари и понови numeri кои што мислам дека си ја завршија својата работа. Ја започнавме 2025-та, Брик, се плашам како некако лета времево. Исто јас. Што правиме? Продолжуваме како да го стопираме? Па и не мора, нека си тече, само да биде секако што треба, да бидеме живи, здрави, позитивни, насмејани, да бидеме задоволни со малку, не со... Така. Да не бидеме алчни, да бидеме, што знам, според мене тоа е, мислам дека начинот на убав живот. Љубов, мир, спокој и повторно ќе кажам, некое пријателство помеѓу луѓето и љубов да се врати, бидејќи никако многу се створи и отуѓеност, и омраза, и што се не. Се материализираше се. Апсолутно. Тоа е. Така, ништо овде, дојде ни јас и ти вака сега ќе си се гушнаме за последното кадро. На четворка сме. Да ви кажеме чао, да си имате прекрасна саботна вечер, да си уживате со најдрагите, со најмилите и се разбира да ви ги посакаме убави, берикетни, баднични и божикни празници. Исто и од мене. Чао. Чао.